До 31 октомври годинава кумановци имаат можност да аплицираат за надоместување на трошоци за домаќинства за изработена проектна документација за приклучок за надоместок за дистрибуција на природниот газ за извршен приклучок на системот. Субвенцијата од владата е во износ до 25.000 денари, а дополнителна субвенција за приклучокот од 15.000 денари обезбеди општината. Надлежните од јавното претпријатие Куманово газ денеска ги повикаа граѓаните да ја искористат можноста и да аплицираат за субвенциите кои што ги доделува Министерството за економија и општина Куманово. Според ВД директорот на претпријатието Марко Митровски, трошоците на едно домаќинство би биле само 9.200 денари од вкупно 49.200 денари, колку што чини приклучокот. Луѓето ја користат субвенцијата. Моментално имаме околу 30 нови приклучоци. Очекуваме у последниве 13 дена додека трае субвенцијата од владата да стигнеме до некоја бројка 90 до 100, бидејќи очекуваме 60 нови приклучоци во стамбениот објект Престиж Плюс на Моша Пијаде, каде во тека изработка на и добивање на имотни листови кои се услов за потпишување на договор и правење приклучок. Очекуваме во текот при крајот на ова и наредната недела сите тие да дојдат кај нас да потпишеме договори, што би било скоро дуплирање на приватните потрошувачи што ги имавме до почетокот на оваа субвенција и оваа грејна сезона. Да ги повикаме граѓаните кои се уште не ја искористија можноста за приклучок, остана уште 13 дена до крајот, до истекување на рокот за субвенции што ги дава Министерството за економија во вредност од 25.000 денари, не повише од 70% од вкупниот приклучок. Субвенциите гласат за изработка на проектна документација и приклучок. Тука се и субвенциите кои ги дава општина Куманово во вредност од 15.000 денари. Ова е прилика која мислам дека не треба да се пропушти ако се израчунат сите субвенции кои достигнуваат до вредност од 40.000 денари, а самиот приклучок е 49.200 денари. Така да на едно домаќинство за приклучок им останува трошок од 9.200 денари, шанса која не треба да се пропушти. Остане уште малце време да искористиме, бидејќи не знаеме дали некојаш пак имаме ваква прилика. Самиот повик е за изработка на проектна документација и приклучок на газ на едно домаќинство, каде што не се обврзува да мора да постави котел и друга гасна инсталација, да се искористи во прилика само приклучокот, па некогаш во нареден период кога ќе има можност и желба да се искористи приклучокот да се надоврзе со гасен котел. Откако ќе се направи приклучокот, додека не почнат да користат природен газ, не им доаѓаат фактури, нема дополнителни трошоци за одржување или некои скриени трошоци, плаќаат само онолку колку ќе потрошат. Месец, 2, 3, 5 година, ако немаат потрошувачка, не им стигаат фактури и немаат никаква обврска према нас. Што се однесува до нас, нудиме можност на плаќање до 12 месечни рати, така да ова е убава прилика да ги повикаме уште еднаш граѓаните да искористиме и да го зголемиме бројот. Ќе биде добар бенефит и за градот, од еколошки аспект ќе биде добро за нашето претпријатие и ќе биде добро за самите нив, бидејќи знаеме дека природниот газ е енерген со најголема калорична моќност, ништо друго не може да ве затопли колку што ќе може гасот. Цената за сега пак не е она што бевме навикнати ние пред 2 години од некои 30 денари, меѓутоа ако ги земеме сите останати трошоци кои порасна, ова е пак прифатлива цена која мислам дека треба да донесе убав бенефит. Поднесените барања од граѓаните за субвенции ќе се разгледуваат од 31 октомври до 31 ноември годинава. Средствата од државата за субвенционирање на приклучокот за газ ќе бидат пуштени директно на сметките на клиентите до крајот на годинава, а општината субвенциите ќе ги уплати на сметка на јавното претпријатие Куманово газ. Инаку со стартот на грејната сезона расте и бројот на новосклучените договори со физичките лица, а договорите ги обновуваат и голем број од поголемите потрошувачи на газ, како што се јавните институции и училиштата градинките, кои што изминатата грејна сезона заради високата цена на природниот газ користеа алтернативни извори на загревање на објектите. Сега се приклучуваат луѓето кои имаат можност, најчести се од стамбените згради каде што претходно не има инвестирано во вертикални инсталации и влез во секој стамбен објект. Моментално работиме и во наредните недела дена би требало да завршиме, да стигнеме до
Средното техничко училиште Наце Бујони, подрачното училиште Крсти и браќа во Соколана и интернатот за ученици од средно образование. Тие очекуваме во нареден период да станат наши потрошувачи, едни од поголемите. Они се во изработка во завршна фаза на проектна документација. Мислам дека во скоро време би требало да бидат наши клиенти. Да, секојдневно разговараме со нашите постоечки клиенти, нашите идни клиенти за безбедноста. Јас можам да гарантирам дека гасната инсталација е потполно безбедна, монтирани сертифицирана опрема, каде што има сигурносни вентили, ако не дај Боже дојде до истекување некаде пред се, гасот се одорира, каде што има специфичен мирис, каде што веднаш може да се осети во една просторија, во истата просторија кај што е гасниот котел има сигурносни вентили кои реагираат на само истекување на додир со гасот и го блокираат вентилот на доводот. Плюс тоа, во самото домаќинство до грејниот котел доаѓа 0,25 бари притисок кој е релативно мал, не може да направи никаков проблем. Може да се случи, меѓутоа шансите се минимални, треба да се створат многу идеални услови за да дојде до запалување. Меѓутоа ние секојдневно идеме на терен, проверуваме гасните инсталации, на секој повик на некој домаќинство каде имаат сомнеш, доаѓаме со детектори, се проверува. До сега, фала Богу, немало такви случаи. Мислам дека се грижиме за тие ситуации за да не дојде до такви работи. Така да слободно може да се користи притисокот во самиот стан. Влегува со многу мал притисок. Домаќинствата кои што имат инсталирано глени котли, гасот доаѓа само до котелот кој во еден дел од станот или куќата, така да другото нема ни додир со гасна инсталација. Надлежните информираа дека неодамна заврши проширувањето на гасоводната мрежа на улиците Перо Шварц, Перо Чичо, Народна револуција и Тонко Димков. За следната година предвидена е гасификација на улицата Авној по целата должина и дел од улицата Видоо Смилевски Бато во населбата Зеленрид.